И велиме добар ден на господја Виолета Здравковска, член на извршен одбор на Либерално-демократската партија, која има долгогодишно искуство во сферата на телекомуникациите и дигитализацијата. Добар ден. Постои страв од изборни манипулации, но никој освен Либерално-демократската партија во собранието не понуди модерно системско решение. Неверојатно, нели? Како некој кој доаѓа од секторот за телекомуникација и дигитализација, со внимание следев дебатата во собранието и тоа беше токму поентата на председателката на Либерално-демократската партија, Моника Зајкова. Таа беше единствената која внесе европски дух и понуди решение за легитимните стравувања на граѓаните, да не ни се повтори минатото со рачињата и лажните лични карти. Разочарана сум што целата дебата се сведува на функции во така наречена техничка влада, но додека другите зборуваат за фотели, Либерално-демократската партија нуди решение од 21 век, а тоа е дигитализација. Собранието е место кое што треба да дефинира иднина, а не да троши пари на партиски војници. Вие и Либерално-демократската партија постојано ја посочувате Естонија како пример за Македонија. Зошто? Така. Низ мојата професионална работа и меѓународна соработка имав можност често пати да го анализирам естонскиот модел. Естонија е држава со иста големина како Македонија, а веќе 20 години гласаат електронски. Таму нема манипулации затоа што технологијата е транспарентна. Понижувачки е за нашите граѓани кога некој ги убедува дека во Македонија не може. Ако либералите во Естонија изградија систем кој е пример за светот, зошто да не можеме и ние? Ова не е ништо научна фантастика, ова е технологија која што постои и се користи веќе 2 децении. Што сметате, ако системот е толку добар, зошто нашите политичари до сега не го препишаа тој систем? Тоа е најголемиот парадокс. Сите сме сведоци како половина од претходните па и сегашните влади одеа во Естонија за да го учат системот, потрошија еден куп државни пари, се што видовме се слики по социјални мрежи без било какви резултати. Веројатно, техничката влада им е поинтересна за партиско позиционирање и функции. Парите од Европска Унија за дигитализација се тука. Знаењето дефинитивно го имаме, но на големите партии им фали политичка волја да се откажат од контролата врз кутиите. Дали сметате дека македонските граѓани се спремни за дигитален глас? Како некој кој професионално е во постојана комуникација со граѓаните, одговорно тврдам дека нашиот народ е и повеќе од спремен. Секојдневно гледам како граѓаните користат континуирано комплексни дигитални решенија. Тврдењето дека не сме спремни е чиста форма на понижување. Ако македонецот во Германија или во Белгија може да функционира дигитално, зошто да не може и дома? Како што кажа председателката Зајкова во собранието, додека плаќаме за административен хаос, се закотвуваме како најсиромашна држава. Време е за систем кој работи за народот, а не против него. И за крај, која е пораката на Либерално-демократската партија до меѓународната заедница и секако до граѓаните на Македонија? Пораката е јасна. Либерално-демократската партија е единствената опозициона партија која нуди решенија, а не блокади. Не сакаме застарени пржински пазари, сакаме европски стандард и ефикасни скенери на гласачки места. Постои работна група за изборниот законник во собранието, таму треба системски да го затвориме ова прашање со издржани и успешни европски идеи. Македонија заслужува модерно и европски, а ние знаеме како тоа да го направиме. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам.